Снимај и монтирај. Здраво, јас сум Медијана. Кога сакам да раскажам некоја приказна впечатливо, снимам видео. Тоа ми овозможува да ја принесам случката реално и автентично и да предизвикам емоции кај гледачите. Меѓутоа, за да се сними добро видео, треба да се знаат следните работи. Кадар, слика, е основната единица за изразување со видео. Кога се снима едно видео, важно е да се снимаат многу кадри. Секој кадар треба да се снима со различни планови. Широк, среден и крупен. Неколку кадри заедно сочинуваат секвенца. Секвенца е група од снимки што подетално прикажува еден објект, личност или појава. За да се представи една акција или целина, требаат најмалку 2 секвенци. Гради ја приказната пред избир од секвенци. Снимај движења. Во тоа е предноста на видеото. Снимај додека не заврши движењето. Акцијата не треба да се прекинува. Снимај ја така како што навистина се одвива. Не скокај делови од неа. Тоа не е природно и ќе биде чудно за гледачите. Снимката треба да трае доволно долго за гледачот да свати што се случува. Снимај статични кадри. Избегнувај неприродни движења како што се зумовите и швенковите. Деталите го оплеменуваат видеото и детално го доловуваат тоа што се снима. Размислувај за контрапланови. Покажи што се случува од другата страна. Например, ако на првиот кадар еден човек зборува, на вториот кадар се покажува кој го слуша. Внимавај, двата соседни кадри да се снимени од различни агли. Снимај ги природните, атмосферските звуци. Природниот звук ја доловува вистинската атмосфера и им овозможува на гледачите сами да ги искусат настанот и местото. Пример за видео со природни звуци. Како изгледа истото видео без атмосферски тон? Откако ќе снимиш доволно кадри, потоа можеш да го измонтираш видеото едноставно. Во менито Старт, во Програмс, најди го Windows Movie Maker. Откако ќе го префрлиш видеото во твојот компјутер, во делот Capture Video, ќе го отвори со кликнување на Import Video. Пронајди го видеото во компјутерот каде што си го снимил и кликни Insert. Видеото ќе се покаже во малото прозорче. На долното мени на програмата кликни на Show Timeline. Со влечење, видеото постави го во лентата Видео. Постави го курсорот помеѓу клиповите и со влечење исечи го потребниот дел. За да го отвориш аудио файл во делот Capture Video, кликни на Import Audio or Music. Пронајди го аудио фајлот во компјутерот каде што си го снимил и кликни Insert. Со влечење постави го во лентата за аудио, Audio, Music. Постави го курсорот на почетокот, односно крајот на лентата од аудио фајлот и со влечење исечи го потребниот дел. За да го снимиш готовиот производ, кликни на Файл и потоа Save Movie File. Видеото можеш да го прикачиш на некоја од социјалните мрежи, како што се YouTube, Vimeo, Dailymotion или други, и на нив да креираш канал со твои видеа. Испрати ми твое видео, за да кликнам, ми се допаѓа.